Тим кој ќе не направи зрак. Заедно штом одиме, ние За нас европска земја безбедна и почитувана. Немам десет животи, немам други патишка. Јас немам резервна татковина. Само разум треба Македонију. Времето за одлука е дојдено. Само храбро треба Македонију. Ти заслужуваш по-добро. Само разум треба Македонију. Времето за одлука е дојдено. Другарки и другари, почитувани сограѓани на урбаната заедница Три Чешми, наши домакини, драги гости, добро вечер. Чест ми и задоволство да го поздравам вашето присуство на промоцијата и презентацијата на изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз, со која се представуваме на овие локални избори. Нашата програма е израз на желбите на граѓаните, до кои дојдовме преку непосредни разговори и контакти, не е испратена и припишана од Скопје. Нашата програма ја составуваа стручни лица од Штип, на кои им се познати проблемите на градот, а не е унифициран модел диктиран од власта. Дека е тоа така, дека нашата програма е ваша, наша заедничка, најдобро ќе ве увери нашиот кандидат за градоначалник Здравко Коцев. Од нас треба да ги запамтите од нас и на крајот да ги барате од нас. Значи, долги години доаѓаме тука, кажуваме, си заминуваме и на крајот пак после 4 години пак се враќаме и пак истата песна. Мислам дека дефинитивно треба да започнеме поинаку да размислуваме, посебно за приградските населби, за селата каде што условите за живот се лоши. Вашата населба едно убаво место, само што малку повеќе ветер дува, тоа не можеме да го сопреме, тоа е од Господ. Ама во секој случај можеме да направиме барем малку условите за живот кај вас да се подобрат. Ке започнеме за вечната тема водоснабдувањето. Вие знаете дека, уствари најдобро знаете, посебно во летниот период, кога има недостаток на вода, како го решавате тој проблем. Значи, едно време сте купиле цевки, сте ги дале тамо кај што треба, цевки. Доранчо Алексов, пошто он е веќе сигурен победник, па и јас малку да си дадам храброст. Значи, уште од првите месеци тој проблем ќе го решиме, затоа што кај вас проблемите се поистакнати отколку во централното градско подрачје. Втората работа за која што ќе зборуваме е патот до гробиштата. Да не повторуваме по 100 пат, секој пат кога се случи некој немил настан, вие секој пат се подсетувате на тоа дека морате да газите кал до колено. Мислам дека тоа не се кој знае колку пари за да не се направи. Понатаму, сакаме да кажеме и за ова што е околу вас голи ридишта, за хигиената во самата населба. Ние направивме една иницијатива кога бев директор во ЈПИСАР, меѓутоа со моето заминување гледате што се случи. Значи направивме и парк, ама од паркот не остана ни П. Сега мора и вие малку сами да си признаете дека малку и вие имате вина за сето тоа, затоа што до крај не сте упорни или пак кога се даде некоја можност, до крај не ја искористите.
Нема да се навраќаме на минатото, минатото си останува, обеќањата си останале. Сега останува да направиме договор помеѓу вас и нас, помеѓу вас и Социјалдемократскиот сојуз, за тоа да во иднина оваа место покрај ова убаво училиште позади што го гледате, покрај убавата црква и оваа населба која што е планска, треба да се направи да биде уште поубава. Сето тоа зависи и од вас. Не можеме ние од Штип да дојдеме тука да водиме сметка дали ќе се одржува хигиената или нема да се одржува, но во секој случај ќе настојуваме пак да се врати таа стара шема, да има некој од вас овде запослени кои што ќе ја одржуваат хигиената. Што се однесува до нашите противници, не знам дали гледате дека што туку сега пред малку слета еден авион тука на аеродромот, не на овој спортскиот, но оној што требаше да се направи. Не ли го видовте? Не. И јас не го видов, ама нели така треба да кажуваме. Значи, тука позади нас, подолу, има индустријска зона. Работа не ли одите да барате? Не. Па затоа што ја нема, што ќе барате. Значи, ние не дојдовме оваа вечер да ви нудиме аеродроми, индустријски зони, туку дојдовме оваа вечер да се понудиме ние самите. Доколку нашите имиња и презимиња значат за вас нешто, тогаш јас верувам дека ќе најдеме начин како во иднина тоа што го договараме и да го реализираме. Овој период што следи е многу интересен за Македонија. Вие знаете дека Социјалдемократскиот сојуз 2006 година ги изгуби изборите затоа што не беше добар. 2008 се потврди пак на изборите затоа што пак не беше добар. Дали ВМРО ДПМН се добри за овие скоро 3 години? Дали нешто направија? Дали? Малите викат да, најверојатно ефтино е млекото, па затоа викат да. Значи, сето она што беше портокалова револуција, сето она што беше во тие книгите преродби во 100 чекори напред, стана преродба во 100 чекори надзад. Значи, и она што беше направено од некој пред нив, тие успеа да го расипат. Ќе ве потсетам само на тоа што Социјалдемократскиот сојуз го направи за Европската унија. Вие го слушнавте премиерот на Чешка, денес, вчера беше овде, кажа дека тоа многу тешко може да се реши и тој што ќе го вети сега во овие моменти, дека лажи. Така го кажа човекот. И тоа е вистина. Значи, Социјалдемократскиот сојуз со својата влада ја донесе Македонија пред Европската унија и пред НАТО алијансата. Тогаш имавме некоја шанса и да направиме нешто. А сега што се случи? Сега се случи да се вратиме пак надзад, таму во калта и да се скараме со сите комшии. Каде ќе не води тоа? Останува нашите млади луѓе додат на работа во Црна Гора да бидат наемни работници. Тоа што го имале овде, барем и малку, како млекарите, како земјоделците, како тутунарите, сточарите, се расипа. Видовте фабриката шведскова наше како заврши. Сега полека се отклопува, одмотува клопчето и ќе се види што се случило се таму. Значи тоа испаѓа дека била партиска фирма и сега му е дале на некој за $1 и тој требаше да го исплати млекото, ама не може да го исплати млекото. Гледате што се случи со бранителите. Гледате што се случи со стечајците. Лесно беше да се симнат чаторите од таму, од пред владата. Меѓутоа, тешко е тоа што го ветиш да го исполниш. И ние не доаѓаме овде да ветуваме, доаѓаме овде да се договориме како понатаму да продолжиме да работиме. Може би многу од вас сте слушале за мене дека сум бил народски кажано незгоден играч. Посебно оние, така е, посебно оние што работеле